Почитувани присутни, најпрво сакам да ве поздравам, да ви се заблагодарам за вашето присуство вечерва, да се извинам што можеби некоја минутка почнуваме со задоцнување, меѓутоа интересот е голем, па затоа сакавме да почекаме да се пополни салата. Вашето присуство овде во волку голем број е доволен доказ дека сме одбрале вистински момент, вистинска тема за оваа трибина. Имаме прекрасен тим од предавачи кои што ќе ги разработи тематиките кои што се предвидени за она што ќе го дискутираме вечерва. Градскиот комитет на ВМРО ДПМН е постојано во комуникација со граѓаните, невладиниот сектор, граѓанските здруженија и оттаму ги црпи идеите за овие тематски трибини кои што се одвиваат во континуитет и ќе продолжат да се одвиваат согласно на актуелностите со кои што се соочуваме, проблемите кои што секојдневно се пред нас и секако како излезен резултат од овие трибини кои што ги одржуваме, извлекуваме поуки, идеи и цели како да продолжиме понатаму. Затоа уште еднаш сакам само да ве поздравам. Денеска на оваа трибина модератори ќе бидеме јас и доктор Камелија, а она што ќе го разработи стручниот тим ќе отвори во вториот дел од денешната трибина поле за плодна дискусија. Ви благодарам уште еднаш и сега ќе оставам доктор Камелија да го представи тимот кој што ќе ги разработи темите на денешната трибина. Благодарност до експертскиот тим на професор доктор Славица Арсова, на асистент Васка Митова и на асистент Александар Истевски, кои што денеска ќе ни ја представат нивната експертиза за како насилството се одразува врз најсензитивната категорија, значи на младите, на децата, на жените и на постарите лица, односно како насилството резултира со нарушување на менталното здравје на овие вулнерабилни групи. Исто така би сакала да изразам благодарност на менаџерскиот тим на Рагуза Руфтоп 360 кој што ни го возможува овој настан. Исто така благодарност на градскиот комитет на Скопје на ВМРО ДПМН кои што будно и активно ја следат важноста на овие случувања и исто така благодарност до сите вас уважени гости кои што сте денеска тука да разработиме оваа важна и значајна тема за сите нас. Трибината би била организирана на следниот начин, така што најпрво ќе професор доктор Славица Арсова со нејзиниот експертски тим ќе ни прикажат за директно ќе ни посочат како насилството се одразува, значи врз овие вулнерабилни групи. Потоа вие уважени гости ќе имате прилика да поставите прашања, да поставите дискусија со која што ќе разработиме оваа значајна тема и на крајот ќе имаме еден неформална дружба каде што на балконот ќе имаме прилика да продолжиме со на неформален начин да разработиме оваа важна тема. Ви благодарам. Ја повикувам сега професор Славица Арсова да започне со својата презентација. Добар ден, односно добро вечер веќе и од мене. Голема благодарност, чест и задоволство ми е да зборувам на оваа тема пред цел овој прекрасен аудиториум. Во тек на изминатиот период се наметна оваа тема, како многу важна тема, иако таа е важна тема од секогаш, но во склоп на овие случувања, за жал немили, кои што се случуваа во изминатиот период, и кај нас, но и во соседството, отвори многу прашања врзани токму со насилството и токму со менталното здравје и не само на овие ранливи категории, туку и на цела популација. Целта и на оваа трибина, односно зошто денеска ние зборуваме на оваа тема е токму тоа. Да ја подигнеме свесноста за важноста на менталното здравје кај сите граѓани, особено важноста на менталното здравје кај овие ранливи групи на луѓе, односно тоа се деца, тоа се младите луѓе, тоа се жените и тоа се постарите лица. И тук, ако велиме ние дека се грижиме за здравјето на целата популација, а не се грижиме за менталното здравје и на цела популација, особено на овие, тогаш тоа кога го викаме дека се грижиме за здравјето, односно за целата популација, звучи малку лицемерно. Но доколку на вистински сакаме да се погрижиме, тогаш не можеме да го исклучиме менталното здравје, односно да не зборуваме за менталното здравје. Кога зборуваме за менталното здравје, за жал,
мора да се обрне внимание на еден негативен општествен феномен, а тоа е насилството. Насилството како значаен негативен феномен влијае не само на телесното здравје, туку и на менталното здравје. А кога зборуваме за насилство и ментално здравје, зошто ги издвоивме овие три категории, бидејќи најчесто оние кои што трпат насилство, тоа се токму тие, односно тоа се децата, тоа се младите луѓе, за жал најголем дел од нив се жените и постарите лица или лица кои што имаат некакво си нарушување. Дали е тоа телесно или ментално. Односно токму лицата на кои што им треба најмногу помош и поддршка од страна на другите, најчесто се жртви на било какво насилство. И што значи тоа насилство? Јас не сакам да звучам професорски, односно нема да ќе се обидам да не звучам учителски, ама мора до некаде да се обидам да ви ја доближам темата, зошто токму заради тоа да поттикнам кај сите нас размислување, будност и да кога ќе излеземе од овде, да мислиме токму на оваа тема, односно дали јас случајно сум сретнал некој кој што трпи насилство. Дали јас сум видел такво нешто и што можам јас како поединец да направам да се спречи такво нешто, односно да се спречат последиците кои што ги има токму насилството и врз телесното и врз менталното здравје. Ја не го гледам стрелчето. Па да, ама кај е стрелката? Оп, добро. На очарите. И кога викаме од кај почнува се разбира дека семејството. И знаете, многу често се вика семејството е местото каде што би требало да биде нели безбедно место на живење, па ти оди си кај семејството, па оди си дома, таму е најдобро и така натаму. Ама дали е секогаш така? Доколку е така, тогаш да. Доколку семејството навистина е такво, кое што пружа сигурност, кое што е отворено, кое што е поддржувачки и кое што на детето, особено на децата и на жените, секако, или на родителската грижа, представува таква средина која што значи подкрепувачка, која што значи помагачка, која што нуди безбедност и сигурност, тогаш да. Тогаш тоа е навистина услов за развој на една здрава индивидуа која што утре други ден ќе излезе од дома и ќе биде способна сама да се грижи за себе и за своите потреби. Не само тоа, туку нема да има порив да прави било какво насилство, односно да врши насилство врз луѓе, врз индивидуи, врз група на луѓе или врз околината. Но доколку не е тоа така, тогаш семејството не е безбедно место на живење. Тогаш тоа представува опасно место за живење. Доколку децата растат или останатите живеат во семејство кое што е заканувачко, кое што е опасно, кое што е место каде што ние се чувствуваме несигурно, небезбедно, таму каде што се чувствуваме обезвреднето, бидејќи опасноста не значи само употреба на физичка сила, туку значи и минимизирање на вредностите на било кој член од семејството, вклучувајќи ги и децата. Ако вие на вашите деца постојано им повторувате дека они ништо не знаат, дека појма немаат, дека они се мали, дека немаш ти право на глас заради тоа што си дете, па ти не знаеш и така натаму, или индиректно го покажувате тоа со тоа што ги игнорирате, односно не го слушате нивното мислење, не ви интересира нивното мислење, тогаш правите друго нешто, односно тогаш правите злоупотреба и тогаш односно правите огромен ризик да утре други ден тоа дете порасне не во дете кое што ќе се чувствува, односно во личност која што ќе има чувство на автономност и сигурност, туку напротив, чувство на страв, чувство на несигурност, чувство на повлекување, чувство на помала вредност, намалена самодоверба и евентуално развој на некакви си лични психолошки потешкоти, кои што не морат секогаш да бидат во вид на психичко расстройство, туку може да биде и со манифестација или да влезе во улога на жртва или да влезе во улога на насилник. Па доколку таквото дете утре други ден порасне во индивидуа која што е порасната во семејство, каде што имало или отворено насилство или тоа било индиректно насилство на било кој начин, тоа може или да влезе во улога на повлечено дете, исплашено дете, кое што нема да знае да се избори во социјалната средина, па може да влезе во улога на жртва, или напротив, да сака да предизвикува туѓа болка, односно туѓо страдање, независно дали е тоа физичко или психолошко, со цел да доживее некакво си лична сатисфакција, која што се разбира дека е нездрава. И тогаш, што е тоа насилство? Што е тоа насилство? Луѓето мислат дека знаат, но многу често не знаат. Заради тоа што насилството многу често се подразбира дека е доколку некој ти удри шамар, доколку некој ти удри бокс, доколку некој не знам нешто така физички те нападне.
Арнама се заборава на другото, кое што уште многу пострашно и кое што трае многу подолго време и кое што за жал многу поретко се забележува од страна на средината, а камоли под пошироката средина. Ние самите многу често не го забележуваме тоа. Односно тоа представува и психолошкото насилство, тоа е економското насилство, тоа е сексуалното, да не зборувам и така натаму. Значи не е насилство само доколку ние на некого му предизвикаме физичка болка. Секако дека секоја физичка болка е пратена со душевно страдање. Но исто така е насилство доколку јас вас ви се обратам и ви кажам дека вие врска немате, а јас да знаете колку многу сум паметна и дека твоето мислење нема никакво значење, ќути ти немаш појма, ќути ти немаш врска и така натаму, а за жал тоа многу често се случува на ниво на семејство. Многу често се случува да еден од партнерите го обезвреднува другиот и го минимизира неговото значење. Но што се случува во таа ситуација? Покрај еден од партнерите, за жал почесто е жената, тука страдаат и децата заради тоа што децата го прават тоа што го прави возрастниот. Или го прифаќаат тоа како модел на однесување, или страдаат заедно со нивната мајка. Така да, насилството како насилство не води само до телесно страдање, туку што е многу посериозно до ментално страдање, кое што може да биде услов, односно вовед во развој на некакво си душевно страдање, во вид на душевно расстройство или манифестација на некакво си неадекватно поведение, односно неадекватно однесување, кое што може да вклучува и лично насилство. Па така да, ако вие сте страдале како дете, односно доколку вие сте биле злоупотребувани од страна на родителите, врсниците или пошироката средина, утре други ден може вие да станете насилник, па да вие ги малтретирате другите луѓе. И едното и другото секако дека е социјално и ментално и било како неприфатливо, односно е нездраво. Кога делиме насилството, викаме насилство свртено кон себе, насилство свртено кон друг или на колективно насилство, односно свртено насилство кон една поширока маса на луѓе, односно поширока група на луѓе. Насилството кое е кон себе се разбира дека не е само повредувачко однесување, туку може да биде и однесување кое што ние велиме автодеструктивно, ама кое што не значи само да си предизвикуваме ние да се сечеме, да се бодеме, да се гориме со цигари и така натаму, кое што е многу појасно видливо вака и за пошироката, да речем, јавност, туку може да значи сопствено лишување. Лишување од доживување на било какви задоволства. Лишување од тоа да одам на одмор, лишување од тоа да се исхранувам, лишување од тоа да работам, лишување од тоа да напредувам, да бидам амбициозен, односно да напредувам во својата кариера или да создадам нешто. А се разбира дека највисок степен на насилство свртено кон себе е самоповредувачкото однесување, идеи за самоубиство, мисли за самоубиство и на крајот реализација на тоа самоубиство, што е најстрашно нешто што може да му се случи на било кој човек. Доколку е свртено кон некој друг, велиме меѓучовечко насилство, тогаш има повеќе видови, но тие што се најчести и најзначени се секако семејното насилство, кое што не е врзано само кон еден од партнерите, тогаш што би било интимно или партнерско насилство, туку најчесто во тоа семејно насилство за жал страдаат не само едниот од партнерите, туку и децата, кои што можат и директно да бидат вклучени, односно директно да бидат малтретирани, бркани од дома, лишувани од јадење, лишувани од оние неопходни работи кои што им значат, односно тоа се лекување, посета на училиште или вклучување во било какви војно-училишни активности и може да биде секако и со физичко злоставување или сексуално злоставување. Доколку зборуваме за вакво, односно овој тип на насилство, тогаш не може да го заборавиме така наречениот булинг, односно врсничкото насилство, кое што е било присутно, но има големен интензитет не само кај нас, туку во секаде во светот и е можеби причина број 1, малку повеќе ќе зборува за насилство и ментално здравје мојата колешка на доктор Митова, кај младите, но само колку да нафрлам некои елементи, односно се смета дека причина за смртност кај млади луѓе, значи зборуваме кај адолесценти, очекувано дека тие би требало да бидат здрави, нели дека немаат заболувања, дека најчесто е самоубиството. А со самоубиството па многу често е поврзано токму трпењето на било какво насилство, трпење на, да речеме, на врсничко насилство, односно кога детето е малтретирано од едно дете или од поголема група на луѓе кои што го омаловажуваат, малтретираат, злоставуваат континуирано подолг временски период. И зошто тоа се случува? Заради тоа што најчесто жртвите на било какво насилство се срамат, имаат чувство на вина, имаат и страв, но уште пострашно, имаат чувство на нејасно чувство на вина. Поточно не знаат што сум
направил сега јас или што сме направиле ние за да некој вака се однесува со мене. На каков начин јас сум допринел со моето однесување да тој, тие и така натаму се однесуваат вака кон мене. Тоа е може би најстрашно нешто, односно најтешко подносливо. Кога зборуваме многу малку ќе кажам за колективното насилство, бидејќи ни треба многу трибини да ги опфатиме сите видови на насилство. Колективно насилство е кога една група на луѓе или една индивидуа малтретира поголема група на луѓе од една заедница. Со цел, најчесто политичка, економска или социјална цел. Секогаш има некаква си добивка, така наречена. Инаку секое насилство, крајната цел на било кое насилство е дека јас кај другиот предизвикам патење, односно да видам болка, да видам страдање. Дали е тоа телесно или душевно, и тоа кај мене да предизвика некакво си чувство, какво и да е, растеретувачко, доколку сум насилник. И само колку да спомнам, дека од 2000 година бројките што зборуваат, дека од над 1,6 милиони луѓе во светот кои што го загубиле својот живот, замислете, пола од тие се заради самоубиство. Само една третина се убиство, додека само 1/4 се жртви на воени или терористички судари. Па сега видете колку е важна оваа тема за која што зборуваме денес. Само колку да го нафрлам, односно да наведам на размислување како вовед во идното после предавање на, односно зборување, да речеме, и предавање на доктор Митова, една загрижувачка студија која што беше направена во време на ковид и во светот и кај нас правевме со слични резултати, каде што речиси 50% од младите, односно од адолесцентите, рекле дека некогаш во животот се чувствувале дали напнато, вознемирено, односно со изразена анксиозност или изразена депресивност, а секое четврто дете кажало дека познава дете, своје дете, врсник, другарче и така натаму, кое што некогаш зборувало или размислувало да крене рака на себе, односно кое што имало само повредувачки или самоубиствени мисли. Тоа се страшни бројки, жални бројки и загрижувачки, односно алармантни за било кој од нас. Ова малце ќе го прескокнам со оглед на тоа дека ќе немаме многу време. Кои се причините за некој насилно да се однесува? Јас нема да навлегувам во медицинските причини, бидејќи има бројни, односно тоа се биолошки, што би се рекло, одредени карактеристики биолошки, тоа се интрапсихолошки кои што се развојни, значи од таму кај што потекнува, како се развивало тоа дете, и посебно од надворешните фактори, односно тоа е средината. Како и да е, постојат одредени ризик фактори кои што велиме исти се и за жртвата и насилникот. Само дали ќе станете насилник или ќе станете жртва, зависи од условите во кои што се наоѓате. И тоа би било помлада возраст, деца и помали, односно малолетни, понатаму некои кои што се малцинство во одредена средина, кои што се разликуваат по некаков си свој елемент, лоша социоекономска состојба. Односно, за жал е така. Не дека кај богатите и во богатите средини и во богатите семејства не се случува, ама лоши социоекономски услови има врзани се со поголем степен на насилство, понизок степен на образование од една страна, од друга страна помала можност и информираност да се побара помош таму кај што треба. Кога доаѓаме до образованието, имате различни бројки. Некои викаат да, колку е понизок степенот на образование, толку е поголема можноста да некој биде насилник или да биде жртва, ама некогаш и не е баш така. Односно имате средини кои што имаат културолошки обележи, кои што не ги прифаќаат, да речеме жените кои што имаат висок степен на образование, или не мора да биде жена, може да биде и маж. Ама заради тоа што е тој пообразован или заради тоа што е понапреден, да кажеме, на тој план, може да представува токму повод, односно провокација да трпи насилство од страна на околината во која што се наоѓа, односно средината. Неадекватна структура на личност секако, која што е најчесто врзана со слаба контрола на импулси, со импулсивно поведение, нели викаме оние луѓе кои што се на краток фитил па многу брзо избувнуваат, се тие најчесто се поврзани и со злоупотреба на алкохол и на супстанци. И доколку станува збор за партнерско, има често ризик за насилно поведение доколку имате разлики во финансиската состојба, да кажеме, на едниот или на другиот. И сега, доколку се малку пофини, тие, не знам, пофини, не можам да кажам пофини, тоа може да биде со постојани закани, со постојани уцени. Односно, доколку ти мене ме напуштиш, доколку ти мене ме оставиш, ќе останеш без стан, без дом, без деца, без не знам што, вона и така натаму, економски доколку се различни, или на поинаков начин со омаловажување, обезвреднување, ти поема немаш, иако имаш не знам што, вона ти тоа работиш и слично, што е
континуирано психолошко насилство, кое што секако сите тие видови водат после до нарушувања, трајни нарушувања на личноста, кои што се викаат така наречено сложено посттравматско стресно расстройство. И кое е тоа расстройство? Ги има истите карактеристики како и било кое друго расстройство, стварно, ма што е важно тука? Дека покрај намалено расположение, волја, чувство на радост, на интерес и така натаму, она што го спомнав претходно, овие луѓе немаат доверба и заради тоа многу малку и многу тешко зборуваат, дали е тоа во училиште, дали е тоа кај матичен доктор или било каде, многу тешко зборуваат за маките кои што ги трпат, да речеме, во домот или во средината во која што се наоѓаат. И многу касно се дознава за такво нешто. Токму заради тоа, бидејќи тие се пораснати доколку е деца или доколку станува збор за возрастен кој што трпи, постојано се во чувство на страф, на неизвестност дека мене нешто лошо ќе ми се случи. Јас немам доверба во никого. Немам доверба ни во околината која ме обкружува, немам доверба во децата, немам доверба во наставниците доколку станува збор за дете или возрастна индивидуа ако оди, да речеме, на матичен доктор, па не зборува за тоа отворено. Туку евентуално докторот би требал да препознае по незиното однесување или по нешто друго, па да праша дали нешто се случува во таа средина во која што живее. Овие луѓе најчесто се доживуваат како бескорисни, како губитници, како безвредни. Зошто? Заради тоа што цело време тоа им се прави, дека ти не вредиш и дека види ти сега што направи, што ме натера мене со твоето однесување, јас ова тебе да ти го направам. И постојано тоа кое во континуитет имате постојано некое си нејасно чувство на вина. Зашто, што сгрешив јас, односно што направив за да предизвикам ваква агресија од другата страна. И тоа за кое што сакам да зборувам сега, и за жал е поврзано со некои немили случувања во непосредно, односно пред неколку дена, и се случува многу подолго време и за кое што јас долг временски период зборувам, а и работам, односно јас покрај другото работам со ментално здравје на жени, особено со жени во тек на бременост и после породување. Мислам дека не се зборува доволно на оваа тема, односно дека не се препознава и токму заради тоа што не се препознава, после имаме посериозни последици. Не мора да билат толку драматични, односно да биде тоа со посегнување по својот живот, ама може да бидат некои други за кои што ќе ви кажам какви. И доколку зборуваме за депресија во најранлив период од жената, а тоа е бременост и после породување или евентуално жената доколку сака да остане бремена, тоа се вика перинатален период, значи кога жената се спрема за такво нешто и луѓето не знаат дека такво нешто се случува. И многу често им викаат на жените: ама како можеш ти сега да си нерасположена, ти си бремена, ти утре други ден ќе станеш мајка, па тоа е нешто најубаво што може да ти се случи, и не смеш, едноставно не смеш. И затоа се овие бројки не се 10 до 15%, туку велиме ние, доколку званичните бројки се 10 до 15% депресија во бременост, имате уште толку кои што викаме тоа се жени кои што страдаат во тишина, односно жени кои што страдаат во сенка. Зошто? Не се овие бројки само од кај нас, тоа секаде во светот. Токму заради тоа, токму заради постојање на предрасуди и заради постојање на стигматизација, доколку јас сум сега бремена и евентуално мене не ми е добро, не се чувствувам добро, ама ти не смееш да кажеш заради тоа што ти си бремена и треба да родиш дете и така натаму, или евентуално кога ќе стане мајка. И затоа викаме дека таа бројка не е 15%, туку е дупло. Тоа е 30%, што е многу голема бројка, односно се смета дека секоја 10-та жена доживела некаква депресивна епизода во тек на бременоста. Што е тоа значајно? Заради тоа што секоја депресивност во тек на бременост води најчесто кон развивање на депресија во постнатален период, односно во периодот кој што следи. А зошто е па тоа важно? Важно е заради тоа што доколку мајката која ќе се породи не може да се грижи за себе, не само што може да следат и некои други посериозни, односно подраматични последици од типот на несакање да се дои бебето, несакање да се храни, го трга бебето и така натаму, кревање рака на себе, тоа води и кон голем ризик за тоа дете утре други ден кога ќе порасне да има потешкоти и на емоционален и на когнитивен план. Односно да се соочи утре други ден со сопствени потешкоти од типот на анксиозно-депресивни и да тоа го видиме малце подосна. Може да се види во предучилишен период и понатаму во училишниот период. И тогаш викаме депресивна мајка, депресивно дете. Односно дете кое што расте, бебе и дете, кое што нема добра релација со мајката, особено во текот на првата година, кое што нема направено добра мајка-дете релација, со голем ризик утре други ден да има потешкоти на психолошки план. Зошто тоа се случува многу повеќе сега отколку порано? Заради низа фактори кои што се најчесто
поврзани со тоа што многу се бара од средината, со забрзаниот начин на живот, барање, значи имате мајки кои што јас после 3 месеци морам да се вратам на работа, пошто ако не се вратам на работа, неки ми избега местото, ќе ме избркаат и така натаму. Имате самохрани родители, односно самохрани мајки која што мора да оди на работа за да се го храни семејството. И генерално современиот начин на живот, кој што значи седечки начин на живот, неправилна исхрана, лошо менаџирање на све што не се случува, односно лошо менаџирање на стресогените фактори од надвор. Кои се поризични, се разбира дека поризични се мајките кои што се помала возраст, постари првородки, мајки кои што потекнуваат исто од семејства, кои што ова е многу важно, претходно врзано со насилството, жени кои што потекнуваат од семејства, кои што трпеле насилства или од страна на нивните родители, или трпи насилство од страна на партнерот, а многу често е тоа поврзано. Дека жени кои што имале насилник татко, многу често бираат партнер насилник сличен на нивниот татко. Жени кои што лекувале долго време стерилитет и самохраните се разбира родители. И се тоа се зборува и неколку овие денови го слушам, значи што е тоа постнатална тага или така наречено baby blue, што е постнатална депресија. Разликата е во длабочината на потешкотиите. Односно тие кои што имаат постнатална тага може да се грижи за бебето. Овие кои што имаат постнатална депресија не може да се грижи ни за себе ни за бебето и тоа треба да се препознае. Ако не го препознава самата мајка, тогаш треба да го препознаат околината, поточно семејството и да се побара помош. Зошто? Затоа што доколку не се побара помош, тогаш може да следат сериозни последици кои што веќе ги набрав. Доволно е да се праша доколку е доктор, обичен доктор, не мора да биде тоа ни гинеколог, не знам, ни психијатар. Дали се чувствувате во последниве неколку дена, во последните недели тажно, несигурно, исплашено или евентуално очајно. Доколку станува збор за насилство, доволно е да прашаме дали се чувствувате безбедно дома. Благодарам на вниманието. Благодариме, професорке, за вашето предавање. Сочувајте ги прашањата за дискусијата која што ќе се отвори после завршувањето на презентациите на сите три предавачи. Би сакала сега да најавам асистент доктор Васка Митова. Добро вечер и од мене. Се радувам на овој голем интерес за толку битна тема, бидејќи не можам доволно да представам колку е сигнификантно, односно значајно ова за нашето општество, за нашите деца и за нашата иднина на ова наша Македонија. Нема да ќе се потрудам да не обременувам со многу она што го презентираше професор Арсова, бидејќи на вистина брзо, точно, јасно ни го презентираше она што е толку битно за да го препознаеме, а најчесто е тивко и не се препознава. Затоа денешната моја презентација ќе биде во однос на информација што значи насилство, особено кај деца и за дистинктивните карактеристики што го одвојуваат, презентацијата на симптоматологијата, односно на оние знаци што можеме рано да ги препознаеме кај одредена група на ранлива популација, за да може да се препознае, за да може да се интервенира рано и евентуално нели да се претходно превенира. Бидејќи разбирањето нели на самата етиологија значи етиологија, ризик фактори значи подобри стратегии за превенција. За тоа сме сите денеска тука. Во однос на етиологијата доста се кажа дека за насилство се вклучени и биолошки фактори, како генетска предиспозиција, однос на насилничкото однесување, како и одредени невролошки абнормалности. Но вклучени се и околинските фактори. И она што го кажуваат професионалците од оваа област, дека моделот на однесување во домот или надвор од домот, од социјалното обкружување е многу битен, бидејќи психопат се раѓа, но социопат се ствара. И многу е битно што гледа детето во домашни услови, како се однесува фамилијата кон него, она што го спомнавме веќе, мајката колку е грижлива, таткото, целокупната социјална средина, образованието и сето тоа колку влие во развојот на детето и потоа колку ќе ги потенцира ризик факторите да самото тоа стане во иднина со одредено девијантно однесување.
Веќе зборувавме за динамиката на семејството, за социоекономскиот статус, влијанието на заедницата, колку се истовремено битни. Но би сакала да разговарам малку повеќе за она што значи во медицината nature и nurture, односно раѓање, наша природа, на оние гени што ги носиме секој од нас и што значат околинските фактори. Има многобројни студии кои што укажуваат дека за разлика од порано, нели кога мислевме дека гените се исклесани во камен и дека се тие што си ги наследуваме, има многобројни студии кои што укажуваат дека епигенетски се од околината делува на експресијата на гените, односно на она што ќе се презентира во однос на однесување, здравје, физичко, телесно, психичко на децата кои што раснат со одредено да речеме насилничко однесување. Битен фактор е, сите не сме лишени, имаме еден апаратус, да кажеме, на стрес, психолошки апарат кој што нели е одговорен за нашата реакција на стресни ситуации, кои што може да бидат од најразлична природа. И ние со мали фрустрации во текот, почнувајќи од детството, го заекнуваме тој апарат и така ги градиме своите капацитети, когнитивни, психолошки, капацитети на справување со своите сопствени механизми на справување со одредени ситуации. И тие почнуваат, развојот нивен почнува уште од самото детство. Но битна е средината, дали ќе биде поддржувачка за тој одреден развој или ќе биде толку многу фрустрирачка и толку ќе биде стресот постојан, хроничен и постојано присутен да практично нема можност за адаптација и за раснење на детето во таа средина. Стресот би го делела, например, кај деца како акутен стрес, нели, стрес од тргнување во градинка, стрес од, нели, одвојување од фамилијата, позитивен и така натака, но во сите тие ситуации би требало да имаме, нели, личност која што ќе биде емотивен регулатор на детето. Емотивен регулатор на детето кој што тргнува во градинка, кој што тргнува во училиште, кој што паднало од точак па се повредило и така натака, да едноставно со нашата контрола на емоциите укажуваме на емотивниот апарат, на психичката моќ на детето да самото ги регулира своите емоции. Дека е во ред ова што се минува, дека стресот ќе помине и дека треба да се смири. Доколку стресогената трауматска средина е присутна и постојана и хронична, практично имаме една хронична изложеност на стрес и хронично учење на тој генетски, епигенетски делување на нашиот на системот, нели, на малата жртва, која што прави трајни промени во однос, нели, се викаат adverse childhood events, прави трајни промени во однос и на телесното здравје и на психичкото здравје. Знаеме како стресот, односно хроничниот стрес делува врз имунолошката состојба, како делува врз имунолошкиот систем, како делува врз физичкиот систем, но да не го запоставуваме, нели, психичкото и когнитивното и емотивното раѓање и стварање и засилување на нашите деца. Затоа е многу битно да обратиме внимание во однос на препознавањето на овие фактори на средината. Веќе не би одела многу врз однос на она што значи физичко насилство, знаеме сите што значи, кое што може да биде, нели, шамар, удар и така натака, кое што може да доведе до акутно, но и до хронично повредување на децата и на младите, кое што може да има акутни, но и долгорочни последици. Вербалното и емотивното злоставување влие врз емотивната состојба, со намалена самодоверба, намалена самопочит и она што го викаме постојано чувство на неприпадност, на несигурност. Сексуалното злоставување секогаш носи тешки последици, мислам дека е излишно да разговараме какви може да бидат. Од нешто што може да изгледа наивно до нешто што може да биде комплетно неприфатливо и непоимливо за разумни луѓе. Дигиталното насилство, од друга страна, или сайбербулинг е нешто што се случува многу често во ова општество кај нас, за жал и кај нас и на запад, за жал. И е се повеќе во пораст, бидејќи е достапна е платформата на која што насилникот се крие зад екран, не е изложен на туѓиот контакт и на емотивната реакција на соговорникот.
И најчесто кога сме зацкриени, оној што е зацкриен за тастатура, не размислува каква емотивна реакција ќе направи кон оној што е нападнат. Многу често се случува групи на деца, да се во една група на деца, без разлика дали се тоа на социјалните медиуми кои што се од отворен тип, или на внатрешни групи, Viber групи, Messenger и така натака, кои што се во одредена групација на луѓе, на деца кои што се пример од еден клас, се случува насилство на одредено едно дете или на две деца. И тоа е многу манифестно, бидејќи ние можеме да го видиме резултатот по однесувањето на детето и по манифестација на одредени симптоми од на психички план кај тоа дете. Но тоа не може да го примети самиот насилник или групата на насилници. И одговорноста се разводенува, одговорноста на масите се разводенува кога е нешто што го прават сите други, кога е едно дете. И ако може да ја види реакцијата на другото дете, веројатно би се запрашало дали е во ред ова што го правам, ако кај другото дете предизвикувам вознемиреност, повреда, солзи, емотивна реакција која што ќе укаже дека треба да престанам. Границите можеме да ги владееме повеќе кога е физички контакт лице во лице. Доколку е на социјална платформа, се лишува тој момент на самоконтрола на одредено насилничко однесување. И така, може би, помалку емпатични врсници да вршат посериозно, да речеме, насилство и не толку со имање, да речеме, на некаква конкретна јасна цел за тоа насилство. И не е толку наивно сајбербулингот. И сведочењето на насилство во семејството, во заедницата, секако дека може да има сериозно влијание врз менталното здравје, бидејќи верувајте, не е нешто што се случува на некого некаде, туку многу често се тоа приказни кои што ги слушаме секојдневно во амбуланта, но верувам дека и вие ги слушате во секојдневното живење. Како на пример една брилјантна жена која што во првото запознавање, првите половина час ми кажа: јас сум од 15 години сирак, бидејќи татко ми кога имав 15 години пред нас 5 деца ја уби мајка ми. Замислете каков животен тек може да завземе понатака. И мора, вика, јас бев најстара и да работам за да се грижам за сите останати деца. Тоа е нешто што го обележува, става печат на цел живот. И тоа е веќе нешто што се нарекува судбина. Но системот треба да биде тука за да го заштити, ја заштити таа фамилија која што останата, за да може да се коригира и да се доведе до едно правилно функционирање понатака колку што е можно. Дистинктивните карактеристики ќе зборувам малку за ова, во однос на варијација на самите симптоми, на симптоматологијата според возраста. Малите деца многу често психичките потешкоти ги манифестираат со соматски поплаки, соматоформни поплаки. Например, знае почесто да го боли стомак, како некое дете во образовниот систем, многу почесто се жали на главоболка, болка во стомак или било каква друга манифестација која што нема реална органска причина доколку се испита. Или пак варијација, да речеме, разлика кај различна возраст на децата, например, тинеџерите различно реагираат, адолесцентите за разлика од малите деца. Адолесцентите повеќе реагираат со осамување, повлекување, манифестација на некакво импулсивно и агресивно однесување, особено застапено кај машките, за разлика од кај девојчињата кои што се многу почесто подложни на автодеструктивно однесување и на одредени интеррелацијски, психички, да кажеме, повредувања, навредувања, вербални и така натака. Имаме, веќе збореше професор Арсова, за различните културални и социјални фактори кои што влијаат врз преваленцата на насилството, и овдека морам да спомнам дека на Балканот е на некој начин, да не речам дека е прифатено или прифатливо, но не е воопшто ретко физичкото воспитување на децата. Ќотекот излегол од рајот. Ама ќотекот да бил добар, немало да излезе од рајот. Туку излегол. Истовремено, и она воспитните мерки со омаловажување, дали си ти глуп или прости, така натака, или да не спомнувам одредени животни кои што се условуваат за да се омаловажат децата, како на тој начин дека ако се омаловажат, па ќе почнат да го слушаат оној што е попаметен од нив. И веројатно најчесто само постар.
многу се застапени, особено на Балканот. И во тоа, бидејќи се застапени, се тивко прифатени. Бидејќи немам слушнато за некогаш некаде да е пријавено некакво насилство, кога има, нели, физичко насилство, да биде од комшиите пријавено, од соседите, дека некоја фамилија многу често ги малтретира децата и дека се слушаат, например, извици и така натака, плачење и така натака, бидејќи е некако се оградуваме од алармирање и од реагирање, затоа што тоа не е наша работа, тоа си е нивна работа, и не знаеме како да реагираме. Па тие му се родители на тоа дете, знаат најдобро за него и така натака. И тука треба да реагираме, бидејќи децата да не се чувствуваат сами. И веќе што го разговаравме за разни комплексната динамика под влијание на разни расни, етнички, социјално-економски фактори, како и социјалната ориентација. Импактот е огромен врз физичкото здравје, вклучувајќи, нели, повреди, инвалидизираност и одредени долгорочни здравствени проблеми, како, нели, емотивни психолошки последици, како што спомнавме, одредена траума, посттрауматско стресно расстройство, комплексно, кое што не е еднаш огромна траума, туку трае и трае и трае. И најчесто, доколку не е препознаен и доколку не е прекинат, нели, оној фактор на насилство, ќе обстојува и тивко ќе се предава. Кој што тригерираат појава на депресија, анксиозност, нели, автодеструктивно и самоповредувачко однесување, но и зависничко однесување. Зависностите во фамилијата се самите по себе ризик фактор за насилничко однесување, но се и начин на самомедикација, особено на адолесцентите, во таа возраст, начин да самостојно најдат некаков начин да се релаксираат, бидејќи, нели, алкохолот е тука, кој што има анксиолитично дејство. Останатите веќе познати и многобројни нелегални други субстанции кои што се запоставени, професорот Чибишев е повеќе запознаен во нив, кои што ги има меѓу нас, меѓу нашите млади. И кои што се начин на некаков начин да се доживее задоволство, за да се митигираат, односно да се потиснат доживувањата и травматизацијата од насилничкото однесување во и надвор од домот. И од социјален аспект се следи нарушување на интерперсоналните релации, нарушување на когнитивниот перформанс, на концентрација, на академскиот перформанс, исклучување од училиште и така натака. Може да има, нели, и она што е да речеме, пострашното продолжување на циклусот на насилство. Насилникот учи како да стане насилник. Тоест, жртвата учи како да стане насилник. Има различни стратегии во светот измислени и кај нас делумно спроведувани на рана интервенција и рани програми за превенција, преку поддршка на родители, преку учење на социјални емотивни вештини на децата, но и поддршка и промовирање на позитивни родителски практики, преку достапни услуги за ментално здравје, значи достапни безбедни одредени простори, иницијативи за вклучување на децата, но и на родителите, на семејствата, преку градење, нели, на здрави комуникацијски вештини, емпатија, поставување, учење на родителите како да поставуваат граници со своите деца. И најбитна е таа едукацијата, впрочем, за тоа сме сите денеска тука. Едукацијата, пак ќе кажам, не можеме доволно да ставиме акцент колку е битна едукација. Како на родители, така на наставници, како на деца за меѓусебно справување, за јакнење на сопствените капацитети, на резилиентност, така и на родители, така и на возрастни и постари лица. Третманот и поддршката има многу модалитети во однос на она што треба да се направи. Постојат повеќе траума фокусирани третмани во светот, едукација, да речеме повторно за менаџирање на емоции, тренирање на социјални вештини, семена терапија, се е тоа индивидуализиран, би требало да има индивидуализиран пристап и да се помогне најадекватно како што се може. Многу е битно да се осврнеме и на правните и етичките предизвици во однос на пријавувањето на случаите, но и во однос на она што одекнува како медиумски респонс, односно одговор од после, бидејќи сакајќи да презентираат некогаш може би наивно, некогаш не толку наивно, сакајќи да се стави јасност и гласност во одредена ситуација, некогаш се презентира, но не се смета, не се води грижа доволно како да се заштити жртвата од понатамошно
обвинување, искривување, од понатамошно бивање на понатамошно продлабочување на жртвата, бидејќи знаеме сите дека кога ќе се објави нешто на социјалните медиуми, одоздоле има бујца на коментари недолични кои што практично ќе ја влошат многу пати повеќе жртвата и може да доведат до одредено несакано, многу несакани последици понатака. И дека секогаш е потребен мултидисциплинарен тим, соработка на психолози, педагози по школите, педиатри, психијатри, психолози клинички што работат со деца и така натака, дека мултидисциплинарен тим е битен заедно со правните органи, за да не ги исклучуваме оние кои што треба од свој аспект да ја тераат битката. Истражувањата се има студии кои што се и лонгитудинални, за да може да се препознае полесно и да се таргетира како подобро да се третираат одредени аспекти од ваква детска и адолесцентна жртва. Битни се и тековни истражувања за да може полесно и побрзо да се препознаат факторите кои што предонесуваат. Има пристапи на интервенции, програми, иницијативи и така натака во однос на едукацијата и потребни се промени во политиките. Во политиките и во законските реформи за да може да делуваме како систем посилно против насилство. И уште еднаш да ја акцентирам сигнификантноста и да кажам благодарам за денешното присуство, бидејќи само преку јасност, гласност и алармирање можеме да препознаеме и можеме правилно да реагираме. Најдов едно видео кое што е прекрасно го доловува, ја доловува жртвата од емотивен аспект, тоа се повеќе личности представени од најразличен аспект, жртви на семено насилство, жртви на насилство од злоупотреба на супстанции или пак од сексуално насилство. Како ја доловуваат емотивниот аспект, како го доловуваат. И многу интересно бидејќи секогаш нешто мислиме дека нешто се случува некаде далеку, но најчесто жртвите постојат и во самото соседство, во обкружувањето и мораме да сме на некој начин сензитивни да препознаеме. Нема, ете така. Благодарам. Ви благодарам, доктор Митова. Сега би сакала да го поканам доктор Александар Ристевски за својата презентација. Се јаворете? Да. Прво да ви се заблагодарам за поканата, за можноста да поразговараме на оваа тема пред оваков прекрасен аудиториум. Бидејќи насилството знаеме дека не бира возрастна граница, а земајќи во предвид дека постојано поради технолошкиот напредокот на медицината и така натаму, нашето и светската популација старее, што ќе каже дека бројот на стари лица или возрастни лица, поточно кажано, на нашата планета се зголемува. Секако дека се зголемува и процентот на жртви од овој тип на насилство. Има еден модерен термин кој што се повеќе и повеќе се употребува, тоа е зборот ејджизам, што значи дека има предрасуди, стереотипи и дискриминација во однос на возраста. Тоа се однесува на секоја возраст, но некако си го зазема своето место овој термин при овие стереотипи и дискриминација кај возрастните лица. Сега разбира дека овој феномен општествен има огромно негативно влијание кај овие индивидуи, што носи како резултат намалување на квалитетот на живот и секако скратување на очекуваниот животен век. Целите на оваа трибина и секој ваков тип на дискусија секако дека се подигнување на свеста и вклучување на возрастните во општествените текови. Тоа значи дека, знаете, биолошкиот часовник кај возрастните лица се отчукува и некако по завршување на нивниот работен однос најголем процент од нив велат дека немаат што да прават со своето работно време, им се намалува нивната самодоверба, се чувствуваат некако исклучено од
тие општествени текови и на некој начин не знаат што да прават во своето време, па доаѓаат кај нас на советување и така натака, и промоција на ова интергенерацијско разбирање. Тоа значи да се подобри комуникацијата меѓу различните генерации на лица, заради тоа што недоразбирањето ова интергенерацијско пак во основа е корен на проблемот. Секако дека ова е сериозен општествен проблем и е премалку дискутиран. Повторно ќе повторам заради тоа што навистина сметам дека е важно и вака ме радува волкав голем аудиториум, бидејќи ова е совршена можност да можеме од тука да излеземе побогати со некои вака предзнаења сосредоточени од нас колегите, и за да може да работиме сите заедно, заради тоа што знаете здравствената заедница, ние како здравствени работници сме премалку и нашата можност за делување секако дека е важна, но секако дека ни е потребна поддршка и промоција од целото општество. Ова насилство се склучува на секаде во општеството, но најстрашно и најсериозно кај овие возрастни лица на 60 на 65 години е што тоа им се случува во кругот на семејството, а секако и во тие институции каде што се сместени за подолготраен престој, како старските домови или домовите за стари лица и така натака. Јас со бројки нема да ви досаѓам, едноставно ќе ви кажам дека една бројка, дека 2/3, значи огромен процент од лицата кои што се сместени во во старските домови пријавиле дека се жртва на некаков тип на насилство. 2/3 е огромен број. За потребите на оваа презентација, јас се одлучив да ги поделам ова на физичко, кое што е видливо. Видливо значи дека повредите физички што ги трпат овие лица се видливи и тогаш околината е малку посензитивна и порано реагира на спречување на овој тип на насилство, но пострашни, посериозни и почести се овие невидлививе последици, односно психолошкото насилство и емоционалното, заради тоа што веќе кога последиците од овој тип на насилство ќе станат видливи, за жал веќе е предоцна. Секако дека насилството и менталното здравје се поврзани, и тоа нераскинливо, можеме да кажеме дека насилството кај овие индивидуи, заради тоа што тие се обременети со соматски потешкоти, пониски примања, исклученост од овие општествените кои што ги спомнавме пред малку, секако дека тоа има разорен ефект кон нивното психолошко здравје. Кај нив се јавува чувство на намалено расположение, страв, безпомошност, не може да си најдат цел што да прават во текот на еден наобичен ден, и пролонгираната изложеност на ова насилство може да, ако веќе претходно имале некаков тип на ментално расстройство, да им се повторно јави, или за прв пат во оваа возрастна група на 65 години прв пат да заболат од некој тип на ментално нарушување. Овде само би ги набројал најчестите: депресијата и анксиозноста, или било кој друг тип на анксиозно расстройство, бидејќи се многу чести и како што ви кажав, го намалуваат комплетно квалитетот на живот на луѓето, и што е најстрашно, го скратуваат нивниот животен век. Овие пациенти или клиенти или луѓе возрастни се засрамени од тоа што го трпат, тивко страдаат и се срамени и се плашат што ќе им се случи доколку го пријават овој тип на насилство, да не можеби се влоши типот или некако влегуваат во таа улога на жртва и константно трпат. Бидејќи константно трпат, пролонгираното насилство кај нив како реакција на сето тоа се јавуваат овие афективни расстройства, а не може да зборуваме за насилство и ментално здравје, да не спомнеме оваа дијагноза посттравматско стресово расстройство, бидејќи во името се има и траумата, нели, насилството. Така да само симптоми ќе ги наброиме, бидејќи претходно моите колеги спомена. Значи најчести се овие флешбекови или враќање на слики од травматскиот настан, кошмарни соништа со таа тематика, намалено расположение, емоционална затапеност, социјална изолираност и така натака. Видете, значи сериозен е проблемот, општествен е проблемот и планетарен е проблемот. Нас сите се потресовме како општество, зборувам за немилите настани што претходеа пред неколку месеци, па и од пред неколку дена. Заради тоа е потребно ова што ви реков, дека здравствената заедница е преслаба во оваа борба со овој проблем, затоа е потребно вклучување на сите. Значи на медиуми, невладени организации, образовни институции, значи сите комплетно да се вклучиме во борбата со овој сериозен проблем, да се подигне, кога зборуваме за возрастните лица, да го подигнеме нивото на грижа
кон нив, да се вклучуваат, да се изгради една добро развиена, достапна пред се мрежа која што ќе им пружи поддршка на овие луѓе и некоја си правна заштита доколку има потреба од истата и отворено да зборуваме преку трибини и работилници и бидејќи тие се малку повозрасни. Секако вклучување на нас помладите и во социјалните медиуми, бидејќи социјалните мрежи, бидејќи тие ќе се согласиме сите дека се во моментов една од најмоќните алатки во борба за подобро функционирање. И наместо заклучок, да не ги повторувам сите, сакам само да кажам дека наша заедничка обврска е да им обезбедиме општество и на возрастните лица да се чувствуваат безбедно, да се грижиме за нив и да ги почитуваме, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Благодарам. Ви благодарам, доктор Исевски. Благодарност до предавачите за нивните излагања. Јас би сакал сега полека да го поттикнам вториот дел од трибината, односно да ја отвориме дискусијата. Еве, би си дал право да го поставам првото прашање. Што е тоа што му недостасува на нашиот систем, на нашето општество за да функционира онака како што треба? Бидејќи сведоци сме и според вашите излагања и според немилите настани кои што се случуваат и во нашето соседство, а и кај нас во изминативе денови, дека нешто не е како што треба. Што е тоа што треба да се направи за да имаме поголема превенција и рано препознавање на сите овие критични моменти кои што се случуваат и како треба да го поставиме можеби функционирањето за да се спречи насилството и менталното страдање од најмладата популација па до постарите членови на општеството. Тешко прашање, или што треба да се направи на ниво на држава. Можам да зборувам што треба да се направи, односно која би била нашата улога и евентуално на останатите. Во однос на тоа веќе и го кажав, рано препознавање и неодобрување би кажала, односно не само неодобрување, туку евентуално и санкционирање на насилно поведение од било која индивидуа врз било која структура на граѓани, а најмногу врз овие ранливи групи кои што веќе ги спомнавме, односно деца, млади, жени и за жал нели и повозрасни лица. Само сакам да се надоврзам на ова, не знам колку Александар го кажа, мислам дека поголемиот дел од нас сме сведоци и видовме, иако тоа се случува, некогаш не го гледаме, дека кога станува збор за постарите лица кои што се сместени по домови, кои што треба да бидат згрижени, најчесто се малтретирани од страна на тие кои што се грижат за нив. Имаше некои видеа кои што ги гледавме точно од некои наши соседни земји, ама немојте да мислите дека тоа не се случува и овде кај нас. Значи се случува. Зошто тоа се случува? Токму заради некои пропусти во однос на селекција кои треба да работи, нели, со тие луѓе, односно со луѓе, кога станува збор за луѓе на кои што им треба туѓа нега и помош, односно на кои што им треба нега, тоа се лица луѓе кои што навистина сакат да бидат негователи. Нели да јас да се грижам, навистина да јас сакам да се грижам за доброто на некого. Бидејќи многу често се скриени мотиви кои што токму се врзани со тие насилнички мотиви. Такви луѓе можат да сакат да работат, например во училишта. Зошто? Заради тоа што во училишта или во предучилишни установи можеби им се подостапни изворот за нивното задоволување на некои насилнички нагони. Тие насилнички нагони не мора да бидат секогаш само сексуални. Многу често позади некој шамар се крие токму сексуалниот, сега да не користам се такви сексуални неадекватни пориви. Знаете, па ќе видите вие некој возрастен модел шамар на некое дете, токму заради тие неразрешени сексуални пориви кои што се нели неадекватни, односно социјално е неприфатливо да јас посакувам дете, така? Арнама бидејќи ја тоа го знам, ама не можам да се справам со сето тоа што го имам кај себе, па затоа јас му се љутам и ќе му удрам шамар, шлаканица, клуца и така натаму. Така да начинот на кој што ево ова што го правиме денес е еден од начините. Односно денеска ние зборуваме за сите овие негативни општествени, односно за овој негативен општествен феномен кој што со еден збор се вика насилство и зборуваме само за одредена група на луѓе кои што се најчесто жртви
и ја подигаме свесност, односно од овде кога ќе излеземе секој од нас малку повеќе ќе мисли на оваа тема и можеби малку повеќе ќе препознава. Вие не треба да сте доктор или не треба да сте професор, наставник или не знам каков, мислам, човек кој што работи во тие структури, дали се тоа безбедносни или се образовни или здравствени институции, иако тие се тие кои што можеби треба да имаат најголема алертност, односно најголема будност, а било кој од нас може да препознава и да не го игнорира тоа што го спомна и колегите претходно, односно да не го приметува. Или дека тоа не е моја работа, па јас не треба да се бавам со тоа, па слушам до мене станот се крши мава, она, ма јас не смеам тоа да го пријавам, не смеам да кажам, или гледате пред вас се случува нешто такво, и да едноставно да не се дехуманизираме. Знаете, ние станавме едно дехуманизирано општество. Ние ја изгубивме емпатичноста за туѓото страдање, за туѓата болка. Вие поминувате покрај луѓе, гледате дека тој се мачи, дека тој страда, едноставно си одите, си терате по патот. Па тоа не е човечност. Луѓето се човечни, луѓето имаат потреба да помагаат, тоа е социјалниот нагон, да му помагаме на другиот, да помагаме на ближниот, нели? И тоа не е изгубено, арно, ама треба негде да го повикаме. Фала. Ајде. Добро вечер. Ја би замолила за ваше лично мислење, осврт околу немилиот настан што се случи на ГАК со родилката. Дали можеше тоа да се спречи? Не можам да зборам конкретно за тој случај, заради тоа што тоа би било предмет на некое си судско, медицинско и друго, некаков си друг тип на вештачење, но доколку хипотетички зборуваме, значи за хипотетички да предпоставиме дека некоја си пациентка во текот на одреден временски период страдала од некоја депресивна состојба, која што била манифестирана во тек на бременоста, која што не била препознаена кај некоја пациентка и како таква, бидејќи не била препознаена во тек на бременоста, се манифестирала и после породувањето и за жал се случуваат, можно е да се случат и такви работи, односно кога како манифестација на една тешка постнатална депресивна состојба, каде што вие во кревањето рака на себе го гледате спасот, бидејќи тоа е толку тешко да не може да се поднесе и тогаш кревањето рака на себе, односно самоубиството, ви е единствениот спас, односно единствениот излез. Секако дека никој не сака, никој доктор, и дали е тоа гинеколог, психијатар или кој да е, не сака да се случи самоубиство, односно губиток на живот на било која личност, а особено на мајка, на млада особа, така да секако е трагичен настан. Дали можело да се направи нешто повеќе во однос на препознавање? Веројатно да, и мислам дека и заради тоа е добро да се зборува многу повеќе на оваа тема токму во однос на ова препознавање на депресија кај бремени жени, која што многу често е ризик за депресија кај породени жени, она што го спомнав претходно. Благодарам. Добро вечер, би сакал јас да кажам нешто со оглед на тоа што веќе подолго време не сум бил во оваа екипа, меѓутоа му благодарам на професорот Чибишев што ме покани, на градскиот комитет исто така. Да поздравам дека се организира еден ваков ивент, предавање, а слушам веќе трето во, да речам, овој период, нели? Кое што е на една изморедно актуелна тема. Ние секогаш зборуваме за епидемија, зборувавме за ковидот, зборувавме порано за сообраќајниот травматизам, за онколошките заболувања. Ние за срцевата слабост постојано зборуваме како нешто што е ин во моментов во смисол на епидемија, на болести и така натаму. Меѓутоа, ова е една таква епидемија која што мислам дека споменавте, дури е скриена и не ја чувствуваме доволно, а е толку се присутна меѓу нас и толку е важна затоа што од неа произлегуваат многу други работи. Како млад во наводници татко, сведок сум, нели, на една група на млади деца денес кои што растат на еден поинаков начин од начинот на кој што ние растевме, не ќе речам вие, не знам, меѓутоа доктор Груев и професор Чибишев и некои од колегите постари со кои што, нели, во една ваква констелација многу одамна се бевме дружиле. И тоа дека она што го споменавте во смисол на булинг, во смисол на едно семејно обкружување кое што е малку на некој начин чудно, а за кое што
Постои луѓе кои што се добри, фини, интелектуалци, не знам како не чувствуваат дека во семејството се случува, особено во предпубертетскиот период и особено кај девојчињата, нели, е една таква, би рекол, епидемија и важна работа, од која што покасно ќе произлезе се за што зборувате понатаму, завршувајќи со предавањето на младиот колега за постарата популација. Затоа што се потекло од тука. Ако тоа дете во препубертетот, дели, на некој начин пати од овие работи, тоа дете ќе пати понатаму во пубертетот, ќе биде скриено во адолесценцијата и како возраст, меѓутоа како мајка, може повторно да го има оној проблем за кој што е Славица зборуваше, нели? И потоа да се провлече кон керката или кон синот и така натаму. Што значи дека ова е толку се присутно, а толку не го забележуваме, што навистина ја поздравувам темата, нели? Го поздравувам тоа дека ваков ивент имаме и сметам дека многу повеќе треба да има не само ивенти на други теми, нели, медицински и останати, меѓутоа токму овакви, и да сите нас останати доктори и населението не едуцирате како тоа да го препознаваме и алармираме, разбирате. Па особено за оној сайбер булинг, нели, затоа што колешката Митова, мислам, на крајот спомна за една социјална, дали отуѓеност или на помладите генерации. Ако ние кога ќе излезевме надвор, не мораше да се договараме со никого, имавме 30-45 деца со кои што ќе се дружиме. Денес детето наше, кое што е во пубертет, се договара со едно друго дете и треба со кола да се однесе на местото каде што тоа дете ќе го сретне, нели? А секојдневно се среќава на социјалните мрежи со илјадници други деца за кои што не знаеме што комуницираат, што прават и како сето тоа завршува. Значи, стварно го поздравувам ивентот и многу ми е чест што бев поканет. Ви благодарам. Добро вечер. Јас сум доцент Алексиовска Папестиев, работена на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Поздрав и од мене до организаторите за оваа прекрасна трибина и обработката на оваа тема за која актуелност видовме и од експертите. Јас сакам да наведам дека ние заедно со професор Арсова и уште неколку колеги од нашата клиника и клиниката за психијатрија имавме еден одличен проект баш за испитување на психолошката состојба кај пациентки во постпарталниот период и добивме застрашувачки проценти од 43, поправете ме професорки ако грешам, значи 43% од пациентките кои што беа испитувани на нашата клиника беше спроведен проектот и во 5 родилишта во нашата држава, добивме дека имаат пореметување во нивното ментално здравје, без разлика дали е тоа во диапазонот од анксиозно пореметување до депресија, кое што за жал еве пред неколку дена, како што спомнавте, заврши со тој немил настан, кој што го потресе цел колектив, а верувам и цела наша јавност. Сега моето прашање до професорката Арсова е дали би можело да се формулира некој прашалник од неколку прашања, затоа што ние во тој проект имавме многу прашалници, тоа беше многу обемно. Меѓутоа ние во тој протокол за евалуација на здравието на пуерперите, односно на пациентките веднаш по спородување, како што испитуваме крвна слика, тензија, значи срцева фреквенција, како што физичкото здравје го евалуираме, би го евалуирале и менталното здравје со цел ние навремено да го детектираме тој проблем, за да може да укажеме помош и да ги превенираме ваквите немили настани во минатото. Инаку, јас не верувам дека било кој од нашите колеги дека се чувствува и треба да се чувствува затоа што направено е тоа, меѓутоа еве да ги превенираме во иднина, да внесеме ние во тој протокол некој прашалник со кој ние би ги детектирале тие промени кај овие пациентки кои што рековме на нашиот проект добивме 43%, што воопшто не е за занемерување. Ви благодарам. Точно е тоа да го што го кажа доцент Ирена. Ние работевме едно големо истражување кое што вклучуваше на голема група на мајки, односно тоа беа жени кои што беа во тек на бременост и породени жени. Не беше толку високо, да речеме, околу 40%, него бројките беа негде околу 30-35%, каде што манифестира жените анксиозност или депресивност, што секако се застрашувачки бројки. Уште тогаш зборувавме, значи, кои се препораките. Препораките се следни. Значи, мајката треба да се следи на психолошки план во текот на целата бременост.
Не е доволно да вие тоа го препознаете пред породување. Бидејќи точно е, ризикот за да не дај Боже да заврши со самоубиство, односно да крене некоја мајка рака на себе најголем во последниот триместар и тоа последните неколку недели или веднаш после породувањето. Арнома што се случува? Таквото препознавање на тие потешкоти е многу поважно да се следи во текот на цела бременост. И дали постојат прашалници, да постојат, кои што се сосема кратки и препораките се додека мајката чека на гинеколог во чекалната, кај матичниот гинеколог, значи чека еден рутински преглед, не знам се на колку време се закажуваат, не е важно, сосема доволно, за да биде кратко препознаено, односно додека седи да потполни еден краток прашалник и тоа се сосема обични прашања, дали се чувствувате во текот на неколку недели нерасположено, тажно, исплашено, она што го спомнав претходно, очајно, дали имате потешкоти со спињето, сосема едноставни прашања, арнама која ќе ги прочитаме, која ќе ги прочита доктор, и гинеколог може да биде и обичен, односно матичен доктор, семеен доктор, може евентуално да препознае дека со таа жена нешто не е во ред. Во однос на клиничките, мислам, прегледи, најчесто кај вас доаѓаат мајки кои што се веќе, да кажеме, при крај на, односно пред породување или евентуално може да го видите тоа кај оние кои што се малку подолго таму, кои што лекуваат патолошка бременост или евентуално се на интензивна нега и слично, ама тоа не е доволно. Заради тоа што најголемиот дел од родилки ви доаѓаат пред крајот. Така, доколку тоа не е препознаено тогаш, поголем е ризикот да не биде препознаено и после. Односно веднаш после породувањето. Бидејќи веднаш после породувањето не можете да очекувате и евентуално многу е потешко да препознаете, затоа што очекуваме да мајката после породување не биде нешто многу најсрекна, нели? И тоа е тоа во склоп на тоа што го кажав, хормонски промени кои што се нормални и очекувани, кои што настануваат после породувањето. Така да многу е поважно да се препознае малку порано. Да. Ако може стане добро до аудиториум. Јас сум доцент доктор Игор Рагуловски од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Значи поздрав до трибуната, до предавачите. Значи благодарам као коментар на целиот овој настан, апсолутно за поздравување организирањето на вакви трибини. Конкретно посебно за тема која што се актуализираше и со сите овие настани, не овој немил настан на нашата клиника, што апсолутно сите не потреса целиот колектив, посебно дежурната екипа, пошто тоа се деси во ноќните часови, за жал. Секогаш е, значи, добро да се дискутира на било какви теми од областа на здравието генерално. Ова посебно од аспект на, значи, менталното здравје пред се насилството, да. Пошто се добива впечаток еве и од вашите, нали, предавања, генерално неколку пати беше спомнато дека треба да се работи цело време на едукација, да се потенцира се до тоа. Некако, за жал мора да си го признаеме тоа, некако кога се спомнува менталното здравје генерално представува табу тема во нашето општество. Во семејството генерално некако тоа е многу непријатно, незгодно за самото семејство, останува затворено да биде тоа се во кругот на семејството, вклучително и појавата на вакви немили настани. Се ангажира општеството и здравствените работници, се ангажираат службите, за жал кога ќе се деси нешто. Тоа е прашањето на оваа превенција, што може да се направи на било кој начин. Значи апсолутно овие моменти, ова што го спомнавте и оваа анализа што имате вакво направено од аспект на она што представува, да речеме, дел од женското здравје, вклучително кај трудниците, жените генерално и во оној препарталниот период. Да, тоа е соработката со предсесоматичните гинеколози. Па и кај нас, знаете, на клиника, во институција, во терцијарна установа, поради често пати и огромниот број на пациентки кои што нас ни поминуваат, за жал некогаш и ние не сме секогаш во можност, она што викате вие, да се препознае од страна на самиот доктор. Тука е разговор, дискусијата и со самите пациентки, колку они се спремни да отворено да дискутираат за таа проблематика во момент кога ќе дојдат во клиника, конкретно на самиот акт на породување. Значи тоа е оној едниот аспект што би го сакал да го спомнам апсолутно, кој што е за тема за дискусија апропо сите овие настани. И се еден друг аспект на женското здравје кај што сум јас директно инволвиран. Да, тоа можеби не се спомна, меѓутоа секако е еден добар сериозен дел. Мојата по-тесна специјалност, субспецијалност е онкологијата гинеколошка. Значи онколошките пациенти се на посебна генерално категорија на луѓе кои што се соочуваат со, условно кажано, смртоносна болест, потенцијално смртоносна болест, каде што практично го детериорираној инстинкт за преживување, несигурност, што ќе се случи. Тоа се соочуваме и на работа, конкретно јас директно секој дневно, буквално, со фамилиите, со пациентите, и тоа е
посебна тема за дискусија. Менталното здравје е таа категорија на луѓе. Што тоа предизвикува кај нив? Најчесто депресија. Најчесто депресија, да, страв за социјални состојби. И таа категорија на луѓе се актуализира стравот од смртта, се разбира. Апсолутно. Значи тоа е, повторно кажувам, сосема посебна тема за дискусија. Не е ни џаве посветени цели поглави во учебниците, кои што ги учиме и како доктори, како лекари во смисла на менталното здравје ке ова категорија на луѓе. Мислам чисто повторно поздравување апсолутно до ваквите теми. Фала многу на двајцата на двајцата колеги гинеколози, доценти, професори од гинеколошката клиника. Зошто ова го потенцирам, фала многу и така натаму, заради тоа што има мало дополнување во однос на ова што го праша Ирена. Меѓу другото, јас во текот на повеќе години наназад се бавам со женско ментално здравје, особено со жени во тек на бременост и после породување, но сметам дека недоволно, односно дека недоволно е слушнато за ова и токму можеби евентуално се случуваат и некакви пропусти. Покрај оние матични гинеколози кои што кажав дека треба да се малку да се зголеми алертност и будноста кај нив во однос на препознавање на такви состојби, во однос на вашава клиника што одамна зборувам дека треба да се направи токму тоа, односно интерсекторска, на што го повторуваме нели цело време, интерсекторска соработка и така натаму, односно да се возможи приближување и дестигматизација, ова што го спомнавте, дека не е табу тема менталното здравје, односно ние сме тие кои што треба да го детабуизираме, односно да го дестигматизираме. Ме разбирате? Доколку ние зборуваме дека е табу тема менталното здравје, тогаш сите други ќе мислат дека е табу, но не е. Наша задача е да не викаме дека е табу тема, дека праќаме погрешна порака. Односно не е срамота да жената која е бремена да биде депресивна, не е срамота да жената кога има некој онколошко заболување и кога знае што значи онколошкото заболување, односно малигните заболувања, сите знаат, кога на некој ќе му поставите таква диагноза, што евентуално тоа би можело да значи не само страф од смрт, страф од долготрајни третмани, страф од третмани кои што значат и патење, и телесно, но и душевно, паѓање на косата и така натаму, осакатување на некој начин на телото. Ме разбирате? Значи не е срамота да тогаш бидете тажен, да бидете уплашен, да бидете разочаран и да побарате помош. И тоа значи истото и за оние жени кои што страдале додека биле бремени и евентуално страдат од кој ќе се породат. Што може да се направи? Може да се направи да има почесто наша соработка, да сме можеби повеќе присутни ние таму, за да ги растрашиме жените од психијатрија, дека психијатрија не значи тешко ментално нарушување, ме разбирате? Фала многу. Добро вечер и од мене, Милка Тримчевска, просветен работник. Моето прашање ќе оди малку на една друга генерација. Булингот го споменавте во вашите излагања, една состојба, една ситуација кои што не се случуваат секојдневно на секој ниво во воспитно-образовниот процес и можам да кажам дека и од аспект на просветен работник и од аспект на родител, дека ние системски не сме доволно успешни во решавањето на тие проблеми, затоа што некаде секој пат недостасува по некоја алка, доколку е тоа наш просветен работник кој што е со исклучително зајакнати компетенции во тој дел, тогаш недостасува соработката со родителот, доколку и тие две алки се вклучени максимално, тогаш заглавуваме некаде, како што рече доктор Митова, па и другите излагачи, од докторите во системот. Во Република Македонија, колку што мене ми е познато, постои национална стратегија за унапредување на менталното здравје, во која што е вклучена и грижата за младите. Меѓутоа не сум баш сигурна дека во пракса се спроведува апсолутно се. Дали постојат центри за ментално здравје на заедницата во кои што ќе бидат конкретно фатени младите, затоа што колку што истражував на оваа тема, во центрите кои што веќе постојат, само 1% од популацијата кои што се третираат се младите. Тоа е едната работа како прашање, а втората работа е за да поздравам организацијата на овој настан, председателя на градски комитет на ВМРО ДПМН, благодарност и на целиот ваш тим. Се чувствував лично многу пријатно, меѓутоа оваа тема треба да ја продлабочиме на секој ниво и секој од нас
да си го постави прашањето каде можеме да делуваме за да бидеме заеднички поуспешни. Ви благодарам. Благодарам, јас би кажала, благодарам за искуството и за доаѓањето како просветен работник. Вие веројатно приметувате која не епидемија, пандемија се случува во однос на промени на менталното здравје кај млади, кај деца, адолесценти, она што го спомна професор Јовев. И тој тренд го следиме како што се следи во Запад. На неколкократно зголемување на анксиозноста, на депресивноста, на булингот, на меѓуврсничкото насилство кое што се случува, но и на автодеструктивното самоповредувачкото однесување. Во склоп на клиниката за психијатрија постои оддел за деца и адолесценти кои што работи со специјалисти кои што работат во таа област, постои завод за ментално здравје, но ако е прашањето дали правиме доволно, не правиме доволно, секогаш може повеќе и секогаш може подобро. Се надевам дека преку едукација и сензитизација дека ќе бидеме јасни и гласни во однос на промовирање на менталното здравје, бидејќи нема здравје без ментално здравје. За жал, во текот на пандемијата се свртеа рефлекторите и кон менталното здравје, бидејќи сите страдавме. И тогаш на некој начин помалку беше стигматизирачки да се побара психолошка поддршка и помош или психијатриска. И се надевам дека таа дестигматизација, како што спомна професор Расова, ќе продолжи понатака, особено за најмладите и најранливите, бидејќи нивните предизвици не можеме, вие можете да ги претпоставите бидејќи ги гледате, и ние сме родители, денеска родителството не било како никогаш до сега толку тешко, не можеме да претпоставиме со какви предизвици имаат во ова ново време кое што раснат. И се следат трендовите дека тоа почнува некаде од пред 10 на 12 години со почетокот на социјалните мрежи. Благодарам за прашањето и за присуството. Прво да ви се заблагодарам на модераторите на оваа прекрасна вечер, што ни ги опфативте сите в теми. Меѓутоа, јас се викам Лела Шатович и доаѓам од Сдружение за деца и лица со попречености. Ние сме невидливите видливи во ова општество, што за жал овде не беа спомнати. Ние имаме многу психолошки, психички проблеми, што би сакале да направите една ваква трибина специјално за нас, затоа што ние родителите и децата се сретнуваме со многу големи проблеми, за кои што слух прв пат, еве за моево здружение, имавме кај градскиот комитет на ВМРО ДПМН, не изслуша. Се надевам дека во следната програма ќе се заложат за нас видливи, а невидливи, а се надевам и вие како професори и стручни лица ќе најдете сила и можност да направите една трибина и да ни помогнете на нас, родителите и децата. Многу ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Само мало дополнување. Во мојата презентација, мислам да не биде дека навистина сте видливи, а невидливи. Го спомнав, но еве повторно ќе го потврдам дека токму таа категорија на граѓани, односно на деца или луѓе кои што имаат одредени потешкоти, дали се тоа телесни или се ментални, се исто така како ризична категорија на граѓани кои што се многу често жртви на било какво насилство. Покрај овие претходно наброените, за жал, не можеме се да опфатиме нели со една трибина и точно треба уште повеќе да се зборува на оваа тема. Само уште малку на претходната како се викаше професорка. Од кое училиште? Од основно училиште. Да. Не е идејата, не е целта да ние ги психијатризираме децата, ме разбирате? Значи не е целта да ние бараме болести сега, да бараме психички нарушувања кај децата и сега или младите и да ги тераме да се лечат. Значи апсолутно не. Ние викаме дајте да имаме здраво општество, односно дајте ние се грижиме за менталното здравје на децата. Тука е замката. Ако викаме ние дека се грижиме за здрави деца, тогаш знаете што треба да се направи? Треба да видиме дали ние добро се грижиме за вас наставниците, односно дали се грижиме за вашето здравје, дали се грижиме за оние кои што работат во предучилишна установа, односно тие кои што се во од 0 до 6 години. Во спротивно, доколку ние го минимизираме вашето значење, вашето и на оние другите кои што се во предучилишните установи, тогаш сме ние лицемери. Тогаш ние не се грижиме вистински за здравјето на нашите деца.
Здравјето на нашите деца значи здрави наставнички, здрави учителки, задоволни пред се, не мислам само физички здрави, туку значи во секаков поглед, односно доколку јас на образованието не му дадам значење, дека образованието е битно, односно наставникот или учителката во предучилишна установа, тогаш не го ценам ни тоа дете, односно немам појма кој се грижи за моето дете, односно не го почитувам тој кој што се грижи за него и тогаш плаќам разни пораки. Ме разбирате? Идејата е да бидат децата здрави, а не да бидат со нарушување, односно да ние ги психијатризираме и да ги собираме и да ги лечиме. Ви благодарам. Повелете. Добро вечер и од мене. Јас сум Жаклина Пешевска, пратеничка во Собранието на Република Македонија, председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, но пред се мајка на 3 деца. И можам да зборам од сите 3 аспекти, исклучително важна тема во исклучително важно време и поздрав до градскиот комитет кој што го организираше овој настан. Но сметам дека како стануваме помодерни, дека семејството ни е исправено пред се поголеми предизвици. Тука зборувам како родител, се помалку време имаме да разговараме. Децата каде што треба да ни се најбезбедни и најсигурни, тоа се училиштата, веќе не ни се, зашто ние бевме генерации кои што бевме безбедни во училиштата и никогаш не сме се соочиле со тоа да немаме книги. За жал, стигматизацијата во општеството кон жените е огромна. Нема маж што преживеел и нормално не може да преживее на интервју за работа да праша дали ќе планираш да раѓаш дете, а ние треба да работиме на демографијата сериозно, затоа што сме во сериозен пат преку бројот на во средното, на основното образование и така натаму, да не ја обременувам целата дебата, но имаме системски пристап, но не доволно функционален. Како пратеник учествував во носењето на двата закони, првиот во 2021 за заштита од дискриминација, а во 2022 во заштита и превенција од семено насилство и насилство врз жени и девојчиња. Првенствено како председателка на Унијата на жени со над 10 годишно искуство работа на терен, можам да кажам посебно во руралните средини дека многу жени го сметаат насилството и подчукнувањето како нормална појава и ние сме тие што треба интензивно да работиме на кремањето на јавната свест, но и будно да ги следиме извештаите на институциите кои што се вклучени во овие закони, имплементирањето е на многу ниско ниво. Од многу институции не можеме да добиеме извештаи, од оние извештаи што ги добиваме всушност ни покажуваат дека недоследно се имплементираат. Друг еден пристап дека не треба да се работи интензивно, да, треба интензивно да се работи со жртвата, но многу интензивно треба да се работи и со насилникот. Кревање на јавната свест, сметам дека ни фали комуникација општо како граѓани, но и во семејството, а најважно е да се подпрашува и не требаше да ни се случат за жал во близина на нашето општество и обкружување вакви немили настани да почнеме да разговараме, но сепак е добро дека имаме иницијалната каписла и дека разговараме. Благодарност уште еднаш до градскиот комитет и се надевам дека оваа тема ќе продолжи да се разработува, можеби еви како мој предлог, да, не треба да се тераат со сила сега да се децата зашто се травматизираат. Јас за жал имав еден акутно наметнување на еден стресен случај во мојот живот и кога ќе кажеш во нашето општество одиш на психијатар, велат полудел или полудела, па затоа оди на психијатар, но исклучителен бенефит ја чувствував зашто идев на психијатар и треба отворено да зборуваме за проблемите што ги имаме, не да ги криеме. Многу жени па и возрастни тешко се искажуваат, можеби со да се воведат, не знам колку е изводливо, можеби пак ќе се наметне тоа присилно лекување и создавање на пациенти. Јас знам како моите деца го преживеа тоа стресно одење на психијатар во тој период, но со едногодишна проверка на психијатар, затоа што од мојот пример случај, потоа иницирав многу жени да појдат на психијатар и да разговараат и мажи искрено.
да ги споделуваат искуствата, можеби со еднаш годишно преглед, не знам, на психијатар за чисто да се разговара и да се споделат, затоа што многу пати не се препознава. А како ќе го превенираме ако ние не го препознаеме? Се извинувам ако излегува дека се мешам во вашата работа, но исклучително важни податоци ни кажавте, навистина многу малку разбираат зошто жената е толку сензитивна во времето на бременоста, после пораѓањето, затоа што е на револуција од хормони преживува и од чувства и емоции и не треба секогаш гласно да кажуваме, затоа што треба да имаме некој до нас што ќе го препознае тоа и што ќе ни подаде рака. Благодарам се, надам не бев долга. Дали некој ќе одговори? Дали имаме уште некое прашање, бидејќи полека веќе ќе го затвараме овој формален дел и ќе поминеме кон неформалниот дел од оваа трибина. Нема крај на прашањата, темата е актуелна, ќе работиме понатаму и на следни сегменти, трибини кои што се блиски до оваа тематика, но еве, повелете со вашето прашање и полека ќе го затвориме овој официјален дел. Да, ви благодарам. Добро вечер на сите, јас сум психолог од Црвениот крст на град Скопје. Во неколку прашања се пронајдов, можеби еве ќе успеам да понудам некаков тип на сервис тука кој е достапен во рамките на Црвениот крст. Во октомври во 2022 година отворивме Центар за ментално здравје и психосоцијална поддршка. Меѓутоа, бидејќи сме Црвен крст, работиме нели со социјално ранливи категории лица кои поминале низ кризи различни. Така што би сакала еве да споделам информација што сметам дека е многу важна, бидејќи гледам присутни лица и просветни работници, лица од различни институции што се во контакт со можеби со некои лица кои преживеало насилство. И да нагласам дека ние не сме специјализиран центар за жени или други лица жртви на семејно насилство, туку работиме со социјално ранливи категории на лица во социјален ризик и сите оние лица кои не се во можност да си дозволат, односно за кои менталното здравје е на некој начин луксус, така што оваа услуга е бесплатна. Можат да се обратат за психолошка поддршка која обезбедуваме во соработка со едуканти во завршна година од Гешталт институтот, значи Гешталт психотерапија. Овие сесии се закажуваат телефонски со претходно најава и може од понеделник до петок било кој да пратите до Црвениот крст да добие повеќе информации за ова. Ви благодарам уште еднаш за присуството на оваа трибина. Се надевам дека оваа дискусија ќе побуди понатаму основа за да одржуваме и повеќе тематски фокусирани трибини кои што се блиски на оваа тематика. Сега ве поканувам во оној втор неформален дел од оваа трибина на еден скромен коктел да поразговараме, еве и со предавачите, секој кој што не сакаше вака лично да се појави и да постави прашање јавно, да поразговара за се што сака со нашите предавачи. Благодарам.